Заменик министерката за труд и социјална политика од техничката влада денеска во посета на 4 стамбени единици во Струмица, каде се сместени лица кои до пред 2 месеци живееа во заводот Бања Банско. Деинституционализацијата како процес налага извлекување на корисниците од институциите во индивидуални домови. Министерката Санела вети продолжување на процесот. Навистина ми е драго што сум тука 3 месеци по преселбата на корисниците, првите корисници од Заводот за рехабилитација Бања Банско во овие индивидуални стамбени единици и што на лице место сите можеме да се увериме што значи овој процес и што значи таа разлика помеѓу стариот систем на негрижа на луѓето во институциите и новиот систем кој што значи грижа и поддржано живење во заедницата. Ако има нешто на што се гордееме и што се спроведуваше како реформа во изминатите 2,5 години, тоа е процесот на деинституционализација, која што значи извлекување на луѓето институциите и овозможување на еднакви можности и еднаква грижа спрема индивидуалните потреби за секоја една индивидуа. Маријана Тошева од Црвениот крст од Струмица вели дека се вклучени во процесот на деинституционализација, со што нудат услуга персонален асистент. Од пред неколку дена се обучуваат и новите 20 асистенти кои ќе нудат помош и поддршка на лицата кои ќе им биде навистина потребна. Ние како Црвен крст на Струмица, значи во процесот на деинституционализација го улеснуваме значи самиот процес со тоа што сега сме социјална установа која што ја нуди услугата персонална асистенција. Потребата значи од се повеќе лица кои што ја бараат асистенцијата, како и самиот процес на деинституционализација кој што тече во 2020 доведе до тоа да организираме уште една обука, значи нови 20 персонални асистенти веќе ја следат обуката. Еве денеска се на практична работа во отворите ги прозорите во Скопје. Во моментот кој социјална установа, значи ги даваме услугата со 19 персонални асистенти кои што своите услуги ги нудат на 26 корисници. Посетата продолжи во Општинската организација на Црвениот крст во Струмица, каде од Министерството за труд и социјална политика има увид на состојбата на камповите за згрижување на бездомниците во зимскиот период во Струмица.